Почитувана јавност, согласно членот 70 ставот 3 од Деловникот, барам точката број 15, која што се однесува на Законот за изменување и дополнување на Законот за експроприација, да се тргне од точка на дневниот ред. Ова го барам од една причина што самото предлог законско решение е спротивно на Уставот. Имено, согласно членот 8, ставот 1, алинеја 6 од Уставот на Република Македонија вели: темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија се правна заштита на сопственоста, а во врска со членот 50 од Уставот на Република Македонија, каде што во ставот 2 вели: се гарантира судска заштита на законитоста на поединечните акти на државната управа и на другите институции што вршат јавни овластувања. Според вашето предлог законско решение, вие ја прескокнувате фазата во која што треба да се утврди законитоста на поединечниот управен акт со кој се врши експроприација, односно истиот да не ја помине фазата на преиспитување на законитоста во судските органи. Сето ова го потврдил и Уставниот суд. Има одлука, почитувани колеги, на Уставниот суд, кој што цитира дека ваква одредба не може да постои, бидејќи со тоа се повредува правото на собственост која е темелна вредност согласно Уставот на Република Македонија. Втора работа која што сакате да ја направите со ова предлог законско решение, сте во заблуда и тотално непознавање на позитивните прописи од оние кои што ви ги изготвувале овие измени. Зошто? Бидејќи изедначувате објекти кои што се изградени со градежно-техничка документација и уредно упишани во Агенцијата за катастар на недвижности со оние кои што се противправно изградени. Сега, која е разликата помеѓу оние кои што се бесправно изградени, доколку имале барање за легализација, ќе имат надомест? Оние кои што немат барање за легализација, ќе немало надомест. А што станува збор со оние објекти кои што постојат во постојната катастарска евиденција? Има повеќе начини на запишување во Агенција на катастар на недвижности на објектите. Имате тотално непознавање. Од овде ќе произлезат мноштво на тужби на кои што оштетните побарувања ќе ги плаќа државата. А за сето ова ќе сносат одговорност сите оние кои што моментално ќе ги потпишат овие акти и со кои што ќе се врши експроприација и на непостоечки објекти, бидејќи се ќе биде во рацете на вашите проценители. Благодарам.